во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Богата новогодишна програма за дочекот на градскиот плоштад во Охрид. Нема намалување на цените, празничните трпези скапи и скромни. Црвен крст и средношколскиот центар Ванчо Питошевски ја реализираа хуманитарната акција Топол оброк за социјално загрозени граѓани. Стојани синови, мала семејна винарија со одлично вино. На еден месец до истекот на рокот интензивни состаноци на сите инволвирани за спроведување на препораките од УНЕСКО. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено и на места магловито утра, во текот на денот времето над најголемиот дел од Охрид претежно сончево со локална облачност и максимална дневна температура од 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде ведро со локална облачност, а можна и појава на магла. Над најголем дел од Европа, со исклучок на Скандинавија, во сабота и на крајниот североисток времето ќе биде надпросечно топло за овој период од годината. Во западните, централните делови на Европа нестабилно со услови за локални врнежи од дожд. На крајниот исток врнежи од снег. Во останатите делови од стариот континент стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре времето умерено облачно со сончеви периоди, но релативно топло за овој период од годината. Во северните делови на Балканот зголемена облачност. На североисток и исток од полуостровот услови за слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот утре од 7 до 14 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота во утринските часови појава на слаба магла. Во текот на денот времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и релативно топло за овој период од декември. Ќе дува умерен северозападен и западен ветер. Минималните температури од -4 до +2, максималните од 8 до 13 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота времето умерено облачно со сончеви периоди. Ќе биде топло за овој период од месец декември. Утринската 0, дневната 11 степени. Во недела и понеделник свежи утре со температура од 2, односно 0 степени, а во текот на денот времето сончево со дневна температура од 11 до 9 степени Целзиусови. Во вторник не очекува сончево време. Ќе има локална облачност, а дневната температура 10 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Данкат, ваш партнер, село Мистрешево, Струга. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Нутрино Јуниор. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Нутрино Јуниор. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Граѓаните се жалат го нема најавеното намалување на основните прехранбени продукти. Со вакви високи цени нема да може да подготват пристојна празнична трпеза. Од Државниот пазарен инспекторат пак констатираа благо намалување на цените на производите во маркетите. Од Министерството за економија велат намалувањето на цените се движи од 7 до 12%. Нема пад на цените на основните прехранбени продукти. Вака граѓаните го коментираат најавеното намалување на производите низ маркетите од страна на владата на почетокот на декември. Дел од граѓаните велат цените се незначително намалени, но на одредени производи се бележи и раст, односно има ново поскапување. Од она што ние го забележавме во дел од маркетите, намалени производи има како дел од празничната промоакција, а останатите ја држат старата цена. Граѓаните се жалат, велат со вакви високи цени тешко ќе подготват пристојна празнична трпеза. Колку може да забележане. Нема такви знаци. Многу лесно се креве цените, за да се вратат назад тешко. Како потрошувачи, ние не сме задоволни заради тоа што мерките не се почитуваат од страна на трговците. Ништо не е поевтинено. Можда и нешто имат производи поскапени. И ја не знам, ево кај е овде. Прашај колку е лебот. Прашај еден малче оно. Све е поскапо. Ништо не е поевтиното. Све полошо идат, поубо не идат. Ценава истава. Оди лебот исто, оди масло исто. Све што гледам во маркетите, све исто е. Немат променено ништо. Јас мислам дека воопшто нема ни да се поевтините. Со овој редослед, со овие работи, со овие скапоти, со овие чуда, манипулират, немат. Поевтинување ѓаве, тешко. Државниот пазарен инспекторат пак констатирал благ тренд на намалување, претежно во градовите во внатрешноста на државата. Оттаму велат има намалување на лебот за 3 до 5 денари, на млекото за 2 до 9 денари во различни маркети од различни производители, на сувомеснатите производи од еден домашен производител од 7 до 8%, на кашкавалот и сирењето исто толкав процент, на маслото за јадење кое во постојан тренд на опаѓање сега се бележи пад за 4 денари. Граѓаните да не очекуваат намалувањето на цените да биде 40 или 50%, туку од 7 до 12%, рече министерот за економија Крешник Бектеши, кој најави дополнително намалување откако ќе им завршат залихите на производителите набавени по повисока цена. Граѓаните велат не можат да си ги дозволат основните продукти, ниту пак да почувствуваат празнична атмосфера, бидејќи инфлацијата им ги изеде платите. Домашни и охридски естрадни звезди ќе ги забавуваат гостите на градскиот плоштад за новогодишните празници. Меѓу имињата на музичарите се охријаните Петар Нечовски, Ѓоко Танески, групата Камелеон. За организиран дочек на престојните празнични денови, општина Охрид издвои 2 милиони денари. Охрид е подготвен за дочек на новогодишните празници. Осветлен и декориран е подготвен да им приреди незаборавна забава на охриѓани гостите кои ќе бидат на градскиот плоштад за дочек на новата 2023 година. Загревањето на новогодишната атмосфера ќе започне на 31 декември на градскиот плоштад Свети Климент Охридски со програмата прилагодена за најмладите. Музичка програма ќе има хорот на Кудгердан, ќе следуваат новогодишната театарска представа Дружината на Дедо Мраз и мюзиклот Трите прасиња. Во 20 часот ќе почне забавната програма, информира градоначалникот Кирил Пецаков за новогодишната програма за која се погрижи локалната самоуправа. На плоштадот ќе настапат естрадните уметници Петар Нечовски, Татјана Стефановска, Ѓоко Танески, Евто Пупиновски, Миле Кузмановски и диџеите Багзи и Јана Слеј. Со овие наши звезди и живи легенди ќе ја дочекаме и ќе си посакаме срекна нова 2023 година. Новогодишната програма во Охрид продолжува на 1 јануари, точно напладне, со настап на Марија Савеска и групата Камелеон на градскиот плоштад. Градоначалникот очекува да привлече внимание и проектот Повторно Евергрин, кој ќе го изведат Лидија Кочовска, Владко Груевски и Андреја Наунов. За новогодишните празници од буџетот на општината ќе се издвојат околу 2 милиони денари. Очекуваме бројни туристи од земјава и странство и оно што можам да ветаме весел и незаборавен дочек на 2023 година на градскиот плоштад во Охрид. Ги поканувам
сите сограѓани и добронамерници да бидат дел од оваа убава новогодишна забава во нашиот прекрасен град. Покрај организираниот дочек за новогодишната ноќ, општина Охрид ќе се погрижи и за незаборавен предстој на гостите и за богојавление на 19 јануари. Она што во моментов е потврдено е дека починот на осветувањето и фрлањето на светиот крст во езерските води на 19 јануари на плоштадот Свети Климент Охридски ќе настапи групата Чалгија Саунд Систем. Градоначалникот Кирил Пецаков оптимистички најави дека во Охрид за предстојните празници ќе има бројни туристи од соседните земји и секако домашни гости. Црвен крст Охрид и Средношколскиот центар Ванчо Питошевски ја реализираа хуманитарната акција за обезбедување предновогодишни топли оброци за социјално загрозени семејства во Охрид. Преку 100 лица во социјален ризик, стари, осамени и лица со хендикеп добија топол оброк во своите домови, приготвен од учениците и професорите на Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски, а доставен од страна на тимовите за логистика на Црвен крст Охрид и ученици од училиштето. Со тоа беше реализирана хуманитарната акција на Црвен крст Охрид и училиштето Ванчо Питошевски за обезбедување на предновогодишни топли оброци за социјално загрозени семејства во Охрид. Хуманитарната акција ја поддржа и во неа се вклучи и Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, кој во рамки на фестивалот Купувај локално обезбеди храна приготвена од локални производители на храна, која волонтерите на Црвен крст Охрид ја доставија до уште 30 лица во социјален ризик. Од Охридскиот Црвен крст изразија благодарност до Средношколскиот центар Ванчо Питошевски и Факултетот за туризам и угостителство. Воедно ги охрабруваат и поттикнуваат и угостителите во Охрид, доколку имаат вишок на храна, истата соодветно да ја спакуваат и да ги повикаат логистичките тимови на Црвен крст Охрид да ја достават онаму каде што е најпотребна. Охрид ја надополнува туристичката понуда со нова винарија во местноста Чекоштина. Винаријата Стојан и синови ја продолжува семејната винска приказна започната пред 5 децении. Браќата Шутаровски нудат прекрасни сорти вино со потекло од Охридскиот регион, во кој внесле голема доза традиција, почит и љубов кон правењето вино. Винаријата Стојан и синови ја збогатува охридската туристичка понуда. Браќата Ванчо и Николче Шутаровски ја продолжуваат семејната традиција на винаријата. Во правењето вино внесле многу љубов и почит кон она што го започнал пред 50 на години нивниот татко. На љубителите на добрата капка вино им нудат повеќе сорти со потекло од Охридскиот регион, пропратено со уживање во прекрасен амбиент на винаријата и околината, а воедно и незаборавни заидисонца од Охридското езеро, вели постариот брат Ванчо. Ке се потрудиме на Охриѓани и на сите посетители на Охрид да му понудиме репертуар од вината на Прокупец, Вранец, Темјаника, Куве, Ризлинг, на кој што препознатливи сакаме да станеме со брендот на Охридското Куве. Вината и грозјето се со охридско потекло и од околината на Охрид и сакаме да го задржиме автентичноста на тероарот охридски, со што ќе бидеме препознатливи. Винаријата се наоѓа на патот Охрид Струга, сместена во местноста Чекоштина. Сончевиот рид на овој локалитет, покрај тоа што се одликува со значајни културно-историски знаменитости, важели за едно од најдобрите охридски виногорија, каде што охриѓани одгледувале шпалири со лозија, појаснува Николче Шутаровски. Ја промовираме местноста Чекоштина, која што е стара лозова местност уште од порано, и секој од Охрид или посталите граѓани на Охрид имале или се уште имаат лозови насади во оваа местност, која што веќе е на заоѓање таа лозарството во Чекоштина, и се надеваме дека ќе бидеме промотори на уште еден добар локалитет во Охрид, кој што малце беше заборавен во минативе години, и во иднина ќе представиме дека
туризмот во Охрид може да се прошири и на други места, не само на крајбрежјето или према Љубаништа. Винаријата Стојани Синови, иако е релативно млада винарија, успешно го трасира својот пат. Градењето на брендот им е пропратено со огромна почит кон нивниот татко, но и со трпеливо и грижливо внесување на огромна количина љубов кон создавање на доброто вино. Доказ за нивната посветеност за правење квалитетни сорти вино се позитивните критики од саемот на вино Open Vision во Белград и наградата од надпреварот на млади вина во Кавадарци, од каде се вратија со бронзен медал за виното Прокупец. Полека го градат својот пат со успешни посети од гости од Данска, Турција, но и домашни љубители на вино кои им даваат поддршка да продолжат по патот на создавање на препознатливиот бренд на винаријата СНС. Националниот парк Галичица започна со спроведување на граѓанска наука. Станува збор за процес кога јавноста доброволно помага во спроведување на некое научно истражување, каде волонтерите, односно граѓанските научници, собираат податоци, анализираат резултати или решаваат некој проблем. Сите љубители на биодиверзитетот во регионов, особено оние кои се заинтересирани за животинските и растителните видови во Националниот парк Галичица, како и ентузијастите, кои дел од своето слободно време го минуваат во прошетки низ паркот, може да допринесат во спроведување на научни истражувања во паркот преку процесот наречен граѓанска наука. Граѓанска наука е кога јавноста доброволно помага во спроведување на некое научно истражување, каде волонтерите, односно граѓанските научници, собираат податоци, анализираат резултати и решаваат некој проблем. Во процесот на граѓанска наука може да се вклучи секој онај кој има желба да придонесе кон работата на Националниот парк Галичица без претходно било какво научно познавање за растителниот и животинскиот свет во Националниот парк Галичица. Сите заинтересирани кои прават посети на Националниот парк Галичица, доколку забележат некој од зададените растителни и животински видови за кои претходно ќе бидат соодветно обучени, може истиот вид да го фотографираат, да ја достават фотографијата до вработените во паркот, односно до двајцата биолози преку апликација која ќе биде одредена и за која исто така сите оние кои се заинтересирани ќе добијат соодветна обука. Од Националниот парк со апел до секој оној кој сака да биде дел од граѓанската наука, да го пополни зададениот прашалник за кој е поставен линк на Facebook страната на паркот и да достави своји податоци. Расчистена дивата депонија во населба Далјан, за која пред 3 дена реагираа граѓани и екологисти. Повторно, нашите екипи расчистуваат дива депонија од градежен шут, создадена од несовесни граѓани во населба Далјан, во близина на крајбрежниот појас. Во повеќе наврати е интервенирано на истата локација, но грдите слики се повторно дел од нашето секојневие, велат од јавното претпријатие Охридски комуналец. Оттаму посочуваат дека интервенирано е по реакција на невладина организација, со која предпријатието има подпишано меморандум за соработка во полето на заштита на природата и одржување на чист и зелен Охрид. На 1 февруари 2023 година Македонија и Албанија пред Центарот за светско наследство треба да достават ажуриран заеднички извештај за состојбата на Охридскиот регион и извештај за постигнатиот напредок во спроведувањето на препораките на УНЕСКО. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска информира дека во последните 2 месеци се одржуваат интензивни состаноци на сите инволвирани. Министерството за култура, за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање, Националната комисија за УНЕСКО, Хидробиолошкиот завод од Охрид, Завод и музеј Охрид, градоначалниците на општините Охрид, Струга и Дебарца и тимовите од сектор за урбанизам, Агенцијата за просторно планирање и катастар. Министерката е убедена дека на 46-та сесија на Комитетот на УНЕСКО нема да има непосакуван исход, односно поместување на регионот на листата светски наследства во опасност. Морам да кажам дека сме посветени на изнаоѓање дури на решенија за овој вакуум период, дури да се изменат и да се усогласат сите закони кои што треба да го регулираат статусот на градење и на одржување на Охрид, Охридското крајбрежје, општина Струга и општина Дебарца. На мое големо задоволство, сите сме на истата страна, дека статусот
кој што го има Охридскиот регион треба да остане заштитен и дека сите посветено ќе работиме да ги следиме законите. Комисијата која што е формирана од Министерство за култура, која што има 20, која што брои 21 член заедно со стручниот тим од Министерство за култура, соработуваме, ги отстрануваме сите овие, да речам, неправилности кои што се јавуваат во овој вакуум период и работиме на тоа во наредна година, во февруари 2023 година, да не имаме некој непосекувано сценарио, а јас сум многу уверена во тоа, бидејќи имаме голема поддршка не само од внатре, имаме голема поддршка од надвор, нашите партнери, знаете дека со Албанија поднесуваме еден заеднички документ за заштита на Охридскиот регион, така да работиме многу напорно, многу интензивно. И што е многу важно, сите сме на истата страна. Нема спротивставени мислења дека на некој статусот на УНЕСКО што го има Охрид и Охридскиот регион нема одговара. Имаше некои такви превирања до одредени локални самоуправи дека Охрид или Охридскиот регион може без УНЕСКО. Јас воопшто не се согласувам со тоа, бидејќи ако нешто на Охрид му дава посебен сјај и на целиот тој Охридски регион, токму е статусот на УНЕСКО и се она што УНЕСКО може да значи не само во однос на заштита, туку на промоција на нашата држава надвор, промоција на туризмот, промоција на културата и едноставно подобра економска развиеност. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 2 лица изгореа во шумски пожар јужно од Вентанас во близина на градот Виња дел Мар во Чиле. Пожар кој зафати 110 хектари шума изгоре околу 200 куќи, се наведува во соопштението на Министерството за внатрешни работи на Чиле. Друг пожар избувна во пристаништето Вентанас во Чиле, кој припаѓа на државната рударска компанија Коделко. Во пожарот во пристаништето нема повредени, соопштија од компанијата. Во соопштението на компанијата за производство и дистрибуција на електрична енергија, пак АЕС Андес, која управува со термоцентрала на Јаглен во близина на пристаништето, се наведува дека компанијата ги презема сите мерки пожарот да не ги зафати инсталациите на електраната. Се објаснува дека блокот 2 од електраната најблиску до пожарот е исклучен поради безбедносни протоколи, а другите блокови работат нормално. Голем пожар изби синоќа околу 19 часот во напуштен објект на поранешната фабрика за текстил Сутиеска во Белград, јавуваат српските медиуми. Десетици пожарникари со 13 возила се бореле против огнената стихија. Огнот ја зафатил покривната конструкција на целата површина на напуштениот објект од 500 метри квадрати. Пожарот се проширил и на околните дрвја, за сега нема информации што го предизвикало големиот пожар. На социјалните мрежи веќе се појавија коментари од граѓани кои шпекулираат дека некој ја пикирал атрактивната локација за изградба на некакви згради или деловни објекти. Околу 900 патници беа евакуирани од службите за итни случаи од трек на њујоршкиот пловен пат во близина на Стетон Ајленд поради пожар кој избувнал во погонски дел на бродот. Противпожарната служба на Њујорк соопшти дека синоќа службите за итни случаи реагирале на пријава за пожар на брод во Њујоршкиот залив нешто по 17 часот. Повредени се 5 лица, од кои 3 се на болничко лекување. Американската крајбрежна стража ги евакуираше патниците до трајкниот терминал Сент Џорџ на Стетон Ајленд. Од трајктот се евакуирани 16 членови на екипажот, а евакуацијата траеше помалку од 1 час. Ниските температури кои предизвикуваат хаос низ сад може да доведат до смрзнатини на гола кожа за 5 до 10 минути, велат експертите. Поради моќната арктичка бура, повеќе од 135 милиони луѓе во сад се соочуваат со тешки временски услови во пресред на најпрометните денови за патување во годината. Предупредувањето се протега од еден до друг брег и до крајниот југ, се до американско-мексиканската граница и сончевата Флорида. На големите аеродроми се откажани повеќе од 4000 летови, а бурата се засилува. Метеоролозите велат дека ова би можело да биде најледениот божик во сад во последните неколку децении. Циклонска бомба е термин со кој се означува експлозивна бура која брзо се засилува, при што централниот воздушен притисок паѓа за најмалку 24 милибари за 24 часа. Вонредна состојба е прогласена во Њујорк, Кентаки, Северна Каролина, Западна Вирџинија, Џорџија и Оклахома, а гувернерот на Охајо Мајк Девајн го опиша времето како уникатна и опасна ситуација. Се очекува Флорида да го има најстудениот божик во последните 30 години. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Довидување.